Почитувани гледачи, едно соопштение. Демократската партија ги повикува сите граѓани, своите симпатизери и членови на големиот митинг во Скопје на плоштадот Македонија во вторник 11 октомври во 19 часот и 30 минути. Добро вечер во 9-тиот ден од 10-тиот месец. А во него Македонија, изборниот надпревар продолжува. Во Австрија речиси заврши. Пустинска луња, втор дел можеби. Украдена слика од Рембрандт. Митинзи на Сојузот за Македонија, на ВМРО ДПМНЕ, Демократската партија и ПДП. За содржината и атмосферата од извештаите. Доволно Македонија е парчосувана, доста се сите досегашни жртви, го сочувавме мирот не правејќи принципиелни отстапки, рече на вечерашниот митинг на Сојузот за Македонија во Кавадарци Стојан Андов, председател на Либералната партија. Македонскиот народ е конститутивен народ, националностите ги имаат своите права, никакви концепти за федерализација и автономија не можат да минат. Ги отворивме, рече Андов, сите патишта кон создавање модерно, ефикасно пазарно стопанство. Ги уредивме финансиските односи со светските финансиски организации. Во теке, како што рече Андов, преструктурирање на стопанството со изградба на големи објекти, нова динамика на економскиот развој, отворање нови работни места за младите луѓе. И затоа на Сојузот му е потребен наредниот мандат. Само Сојузот, рече на крајот Андов, гарантира сигурност, стабилност и економски подем на Македонија. Една мала држава, Македонија, покажа како по мирен пат се создава сопствена држава. Треба ли да се менува политиката која дава резултати, да се прифати една небулозна, неизвестна политика? Запраша кандидатот за председател на Република Македонија од Сојузот за Македонија Киро Глигоров. Дали можеме да им ја довериме иднината, продолжи Глигоров, на такви луѓе кога идниот, кога беше избран за втор човек во државата, се исплаши и си отиде? Вториот, кога му беше понудено да биде председател на влада, не држеше месец дена во неизвестност и тој си отиде. Сега тие истите, рече Глигоров, сакаат да дојдат на готово и да ја сменат политиката. Разликите со нив, продолжи Глигоров, се во тоа што ние сметаме дека Република Македонија ја сочинуваат 2/3 македонци како конститутивен народ, но во Република Македонија живеат и други националности кои се граѓани на Република Македонија. Втората разлика е во економијата. Дури ние сме за отворени економски граници, за слободен проток на луѓе, на стоки и на идеи. Сме за тоа да соработуваме со сите соседи со отворени економски граници и да што поскоро влеземе во Европската Унија, чекор по чекор. До година веќе јас се надевам дека ќе имаме договор со Европската Унија за политичка и економска соработка. Потаму ќе се бориме да бидеме придружни членки и најпосле да влеземе во Унијата и да станеме дел од Европскиот дом. Во исто време, а тоа е во согласност со овие современи текови кои денес се карактеристика за цела Европа и за цел свет. А тие денеска говорат за национална економија од 19-тиот век. Говорат дека ќе го штитат секое наше предпријатие, затоа што е домашно предпријатие, а ќе ослободат, а при тоа говорат дека ќе пуштат слободен влез на странскиот капитал со ниски царини и така натаму. Тоа е една небулоза, тоа е едно неразбирање што е економијата во современите услови. Ако одиме заедно, рече Глигоров, на митингот во Кавадарци, ќе изградиме просперитетна македонска држава со која ќе се гордееме. Сакам да кажам, оти се разлику.
На градскиот плоштад во Штип заврши митингот на ВМРО ДПМН, на кој беше представен кандидатот за претседател на Македонија, господинот Љубиша Ѓеоргиевски. Тој смета дека на Македонија и се заканува распрчување и федерализирање. Прво и најважно во неговата државничка работа ќе бидат мирот и просперитетот на државата. Тоа ќе го реализира преку формулата Македонија на македонците, а не со лесни пароли за соживот, за попуштање на албанците и на нивните партии ПДП-НДП. Националностите, рече Ѓеоргиевски, треба да бидат најнапред македонци во државна цивилна смисла, а потоа она што им представува национален идентитет. Ѓеоргиевски и пред Штипјани ги повтори неговите заложби дека на Македонија не и требаат 13.000 полицајци, од кои 2/3 се честни патриоти и на страната на ВМРО, потоа дека ќе им објави војна на мафијата, криминалците, продавачите на дрога, ќе го урне комунизмот и ќе се спротивстави на грабежот. Инаку поголемиот дел од неговиот говор беше со критики против актуелниот претседател Киро Глигоров и против актуелната власт. На митингот пред Штипјани говореше лидерот на ВМРО ДПМН Љупчо Ѓеоргиевски, кој истакна дека основен столб на програмата на партијата се македонската државност, без компромиси и алтернатива, и македонскиот народ како носител на сувереноста на македонците. Исто така беа представени и кандидатите за пратеници на оваа партија од Штип. Оваа држава мора да води сметка за едно од најприоритетните гранки која што е и стратешка – земјоделието. За жал, досега ниту имавме политика, ниту стратегија, нагласи на вечерашниот изборен митинг во Свети Николе лидерот на Демократската партија Петар Гошев. Ако дојдеме на власт, нема да чекаме ниту месец, година или повеќе, туку веднаш ќе се зафатиме со решавањето на најгорливите прашања во Република Македонија во овој момент – социјално-економските. Тоа е императив за секоја. Said Macedonian President Kiro Gligorov was re-elected on Sunday with over 50% of the vote. It was the country's first election since it broke from Yugoslavia in 1992. The Electoral Commission said Gligorov won with 52.44% of the vote in parliamentary and presidential elections, in which the turnout was just over 70%. But the election was marred by opposition allegations of irregularities and a low turnout. They have accused the government of staging an election coup d'etat over what they said were discrepancies between the numbers registered and actual voters. Тоа потоа, а сега 55 секунди за реакциите на Парис и на францускиот печат за главната македонска тема Избори 94. За претседателските и парламентарните избори во Македонија, францускиот печат се уште нема донесено пошироки надписи, освен кратките агенцијски извештаи во кои се нагласува дека се први вакви избори после прогласувањето на независноста на нашата земја и после распаѓањето на поранешна Југославија. Ако официјални реакции нема, тоа не значи дека високите француски раководители не се запознаени со текот и подготовката на изборите. Така како добро информирани за изборите во нашата земја се покажа францускиот претседател Франсуа Митеран, шефот на француската дипломатија Ален Жупе и министерот за европски прашања Алан Ламасур при средбата со амбасадорот на нашата земја во Парис, доктор Луан Старова. При тоа тие изразија жив интерес за подготовката и текот на предизборната кампања, изразувајќи му